Андреј, наш денешен гостин, со цел да ја промовира и овде во Кочани неговата книга Сонцето во зборот, овде во телевизија Кочани е твоето гостување. За каква книга станува збор и зошто Сонцето во зборот? Така, благодарам. Сонцето во зборот го избрав помеѓу три наслови, спомени, бисери и хедонистот во сина. Се одлучив за Сонцето во зборот затоа што верувам дека сонцето оно кој што не е толку близко колку што и зборот, бидејќи секогаш кога сме тажни, депресивни, мелахолични, утехата ја бараме во книгата, односно во зборот и тогаш сме нели најсрекни. Така, кој ти помогна еве околу прочитањето на книгата, да ги споменеме професорите, рецензиенти? Да. Книгата е испечатена во Штип, благодарејќи на Дом на млади Штип, начело со директорот Горан Трајков. Се заблагодарувам исто така и на општина Штип, на организаторот Мирча Кикеритков, на професор доктор рецензент Јованка Денкова и на моето семејство за несебичната и морална поддршка при издавањето и пишувањето на книгата. Така, еве, малку повеќе околу песните пишувани овде во оваа книга. Како што вели професор доктор Јованка Денкова во книгата, дека поетиката се раскрилува на младиот поет, односно на лирскиот субјект, и дека во оваа книга содржи вкупно 35 песни. Можам да кажам од моја лична перспектива како автор, книгата содржи 35 песни, како што напоменав, и тука се застапени песни со елегични, со патриотски, со мисловни, рефлексивна лирика, и тие се еден вид на целокупноста на самиот себе, оно што сум го чувствувал во тој момент, сум го запишал на лист хартија и еве овде сум го претечал во книга. Ние гледавме на фотографија, меѓутоа еве да ни раскажеш како помина промоцијата таму во Штип, еве што се случуваше и дали еве да очекуваме наскоро и овде во Кочани дека ќе се одржи таа промоцијата во Штип се одржа на 29.7.2020 година и навистина морам да кажам дека бев презадоволен. Тоа беше една прекрасна промоција, каде што извадоци од книгата читаа Марина Гоцевска и Искра Постолова. Благодарејќи на Дом на млади Штип и на организаторот Мирча Киритков, морам да кажам дека промоцијата помина во многу добра состојба, иако нели со COVID-19 пандемијата беше ограничено и присуството на читателите, но секако јас бев задоволен со таа бројка која што присуствуваа таа вечер. Така, колку време ја пишуваше книгата и ја подготвуваше? Ова книга е збир од повеќе песни, како што напоменав уште на почетокот, и ја пишував негде околу 2 години, затоа што може ние да напишеме книги за еден месец, но треба да вредат песните кои што се пишуваат за да може да излезат во книга еден ден. Еве за гледачите да прочитаме и неколку од твоите песни, кои ти се пример тебе најдраги? Секако да. Човек, биди неми слеп, кога љубов даруваш, кога зад себе дело оставаш, кога туѓо срце стоплуваш, само со срцето ќе почувствуваш дека тогаш човек си. Еве може да прочитаме уште некоја. Прекрасно. Зборови, не ми ја познаваш моќта. Ах, тие зборови, огнени стрели и медени капки. Сила им даваш, па им ја одземаш, па ги наградуваш, па ги уназадуваш. Не им ја чувствуваш топлината. Зашто ти креираш, создаваш, рушиш, градиш. Се запрашали еднаш зошто болат и горат, љубат и мразат. Зошто не одговориш? Се плашеш од вистината, дека не си во право, или мислиш дека си во право да управуваш со нив, додека тие те хранат, те прерануваат, држат во живот. Запрашај се барем еднаш. Ајде, Андре, уште некоја песна можеме да прочитаме вака прекрасна си. Ви благодарам. Сино време, остави ме, да го пропатувам небото, гласнику на моето постоење. Во ова сино и магично време, јас сум име, а ти магија. Потемен или посветол, се едно е свето мил, јас на секој начин те величам. Моje сино време со патнику вечен. Супер, прекрасни песни овде има напишано, Андреј. Многу. Покрај промоцијата на книгата, Андреј исто така е член на литературниот клуб Копнеш. Еве малку да позборуваме и за тоа и каде си друго си член, бидејќи пред емисијата ми раскажа дека на многу... Да, точно. Член сум во студентското собрание во филолошкиот факултет, во книжевното списание Кула при филолошкиот факултет. Член сум исто така и во наставно-научниот совет при филолошкиот факултет и во литературниот клуб Копнеш.
Именно сакам да кажам неколку зборови за книжевното списание Кула. Тоа е списание кое се формира во 2019 година и оттаму почна да се раѓаат спомени и дела на нас студентите, професорите и на музички звезди со свој придонес, некои со поезија, некои со интервју, на секој остава трак, како што велам јас, дури и со мала песничка да учествува. Интересно е да се учествува во такви списанија и да бидеш дел од такви настани, како што се одржуваат и промоции и собери, бидејќи сето тоа представува еден вид на сатисфакција на самата личност, а и на местото каде што членува личност. Така, како упоменуваше Андре времето во услови на корона кризата? Искрено да ви кажам, во корона време или во COVID-19, како да се изразам, бев најмногу активиран покрај факултетот. Тогаш имавме испитна сесија, ги положив испитите од трета година. Слободното време го користев за пишување, за творење, за трчање, пешачење, така натаму. Овде на масата во нашето студио има многу благодарници, признанија. Да ни кажеш некој дел од нив, од каде се? Овде имаме благодарници, дипломи од Штип, од Битола, каде што учествував на минатогодишните конкурси. Еве овде можам да ви покажам неколку награди. Овде имаме диплома за прва награда за најдобра поетска творба. Овде имаме награда за песната Ти пријателу од Битола, каде што станав и почесен член на фондацијата Такец. Овде исто така имаме и дипломи од меѓународната манифестација за литература, уметност и култура Планетопија 2019 година, диплома за млади таленти на литературно поле, кои представуваат стимул да твориме и да развиваме нашата македонска книжевност, диплома Гран-при за поезија, прва награда за поетската творба Монолог и безброј други дипломи. И сакам да кажам дека дипломите представуваат еден вид и на поттик и на мотивација понатаму да твориме и да го развиваме нашето македонско творештво и да бидеме успешни во она што го работиме. Така, Андре, па покрај поезија пишуваш и проза? Да, покрај поезија пишувам и проза, есеи, хајку поезија. Неодамна почнав да пишувам и критики, влегов во тие води, така да се изразам, и тоа. Можеме да видиме, нели, оние кои го има на социјалните мрежи, Андре Јанков, дека е многу активен во факултетот во Штип. Да. Еве, што ќе им порачате на младите, бидејќи во денешно време се помалку младите го прескокнуваат македонскиот јазик и книжевност факултетот. Зошто е тоа така? Точно, во право сте. За жал во денешно време се повеќе изумира желбата младите исторношколци да се запишуваат на катедрата за македонски јазик и воопшто на странски јазици. Јас сметам дека тоа е и поради отсуство на желба да се почитува нашиот македонски јазик, еден на најубавите јазици, но и поинаквата перспектива и индивидуалното мислење секако на секоја личност посебно. Јас сметам дека треба да се почитува нашиот македонски јазик, да се негува, затоа што нели тоа е нашето најголемо богатство, како што велели, како што оставиле големо богатство зад нас Блаже Коневски, Ацо Шопов, Ацо Караманов, Славко Јановски, Глигор Поповски и сите тие писатели кои што се темел на македонската книжевност. Правите ли некој напор еве да го промовирате, да ја промовирате катедрата македонски јазик, бидејќи си ви активни во факултетот? Да, убаво прашање, ви благодарам многу. Сега откако станав член на Наставно-научниот совет при Филолошкиот факултет и кога станав член во книжевното списание Кула, се обидувам и сакам да правам разговори со шефот на катедрата доктор Ана Витанова Рингачева да го промовираме нашиот факултет и не само нашиот факултет, туку и книжевното списание Кула со други факултети во други градови, дори и во други земји. И се надевам дека од оваа година од октомври можеби ќе имаме некој поттик или мотивација да можеме тоа да го оствариме. Пред се, секако треба да имаме помош и од страна на деканката на факултетот и од сите професори, односно членови на Наставно-научниот совет. Андре, еве твое мислење, зошто младите се повеќе избегнуваат да читаат еве македонска литература? И што мислиш, колку младите читаат во денешно време? Колку своето слободно време го користат еве за читање? Точно. Искрено да ви кажам дека поразителна е бројката
на младите кои што се заинтересирани за македонската книжевност, односно за читање на македонски писатели. Ние имаме големи бисери во македонската книжевност кои навистина оставиле голем трак и со своето постоење и со својата уникатност и со своето творење. Како што напоменав и како што спомнав на почетокот, како што се Блаже Конески, Ацо Караманов, Славко Јаневски, Глигор Поповски, тоа се личности кои навистина треба да се спомнуваат. И не само што треба да се спомнуваат, туку треба да се читаат и поголемо внимание да им се даде во текот на обработката во средно образование и во основно образование. Затоа што навистина срамно е да не се почитува она што е наше и да се избегнува она што навистина треба да се цени. Меѓутоа кај на себе јас верувам дека младите кои ќе сретнеш, кои ќе ми кажете имени, еве, многу ретко кој ќе рече да ја. Во денешно време дури некои не ги ни познаваат, но тоа доаѓа и од страна на наставникот, односно или професорот. Тие се оние кои што треба да ги мотивираат децата и да ги насочат на прав пат, да ги поттикнат, да ги мотивираат, да ги инспирират, да читаат, бидејќи јас како студент некои личности, односно писатели не сум ги знал, но благодарејќи на моите професори сум ги запознал преку дело и ден денес ги почитувам, ги ценам и ги читам. Така, што најмногу сакаш ти да читаш? Јас најмногу сакам да читам поезија, не затоа што мојата прва книга е стихозбирка, туку поезијата ми е многу поблизу од прозата. Иако не сакам да правам поделби, бидејќи за мене сите се еднакви, и поезијата, и прозата, и драмата, се оно што е квалитетно и убаво напишано, вреде да се чита и не треба да се прави поделба кога станува збор за тоа. Еве, кој е твој омилен писател? Мој омилен писател од македонската книжевност е Блаже Конески и Ацо Караманов. Тие се едни од најважните според мене пак ќе кажам, не мислам дека тоа е така, но едни од авторите кои што ми се најблизу до она што јас го пишувам. Ајде да прочитаме уште некоја песна од твојата книга. Живеј. Не, немој да бараш секаде. Остави. Она што е твое, само да си дојде на свое. Живеј. Зашто животот е магија во кој доминира величествена убавина. Другата страна на срцето. Се уште добиваш богата милостина, златозрачна, милозвучна, красноречива, во шаренолика слика обоена, дарувана од чиста душа. Додека постои, ќе бидеш принцеза, како во бајка, а потоа, откако ќе го изгубиш, ќе ти напише приказна за другата страна на срцето и љубовта негова. Можеме да прочитаме и нешто патриотско. Да. Убавините на Охрид. Охриде, Охриде, ти нема рамен ниту достоен. Остави се што носев со себе, и срце, и душа, и тело. Како да се вратам назад, кога се е мрачно, темно и непознато. Без тебе и твојата присутност. Еден ден, цела вечност. Неколку часа вистински рај, Охриде ти за мене си господар и крал. Чекорите не ги бројам, оти ми болат спомените. Кога срцево за тебе се спомнува, ке те сместам во некој дел од срцето, таму да преспиваш, да живееш, да дишаш, восвален, позлатен, единствен. Еве, јас сега додека Андри ги читаше, малку прочитав дел од рецензијата на професорката Јованка Денкова. Еве, кој дел тебе најмногу ти се допаѓа од незината рецензија? Можеме да прочитаме дел од рецензијата. Да, нели бидејќи кај на се уште не ја промовирана книгата, да, бидејќи јас ја нареков сончева рецензија затоа што навистина рецензијата е прекрасна и за жал таа не можеше да присуствува на промоцијата во Штип бидејќи беше одсутна, но се надевам дека кога ќе се среди ова со коронавирусот, Вукочани ќе дојде и ќе присуствува на мојата втора промоција. Така. Можеме да прочитаме дел од незината рецензија. Да, слободно. Сончевина во срцето, сончевина во зборот. Стихозбирката Сонцето во зборот, која имаме често задоволство да ја коментираме, е од младиот современ македонски поет Андри Јанков, Кочани 1998 година. Збирката содржи 35 песни, во кои, иако не се поделени во циклуси, може да се издвојат неколку тематски јадрија, низ кои се раскрилува поетиката на младиот поет, студент на катедрата по македонски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет во Штип.
Првото мотивско јадро со кое Јанков ни го привлекува вниманието е присуството на рефлексивната лирика, преку која младиот поет ни ги открива своите размисли за општочовечките и универзални вредности, за смислата на живењето, за човечноста и нечовечноста. Овде ви ги посочила стиховите на песната "Песна за животот", во која помалку езгалтирано поетот констатира: секој го дава она што го има, некој тага пренесува, друг срце подарува. Трет простова, но на крајот и покрај свесноста за животните искушенија триумфира позитивистичкото чувство. Песната за животот е моја. Пасионираноста од убавините на животот преовладува и во песната "Живој". Живеј зашто животот е маѓа во кој доминира величествена убавина. Ова е дел од рецензијата и намерно ја прочитав само кратко, затоа што оставам на читателите да ја прочитат до крај, за да уживаат во неа. Така, кога се очекува овде да има промоција и дали некој може пред промоцијата да си добие книга? Така, имав многу прашања на Facebook, каде и како може да се купи книгата, која е цената на книгата и така натаму. И јас сакам да кажам дека можеби промоција ќе правам овде, не можеби туку сигурно, откако ќе се смири ова ситуација со COVID-19, додека за книгата се уште не е пуштена во продажба и не можам да кажам официјално кога и каде ќе биде пуштена во продажба. Но се надевам дека наскоро ќе се одржи промоција во Кочани. Така, Андре, што работиш следно? Кога разговарав со Мирче Кикиритков, организаторот во Штип, тој ме праша што пишуваш следно. Моментално не пишувам ништо, бидејќи во скоро време не планирам да објавам книга, иако не се знае ништо, никогаш во животот, бидејќи е полн со изненадување, но пишувам активно поезија, па можеби наредната година пак ќе објавам стихозбирка. Некоја порака до младите, еве да упатиш во делот на да го почитуваат и да го негуваат македонскиот јазик, да пишуваат, да читаат, да се образуваат. Да. Јас како студент и поет сакам да им порачам на младите да го почитуваат и негуваат македонскиот јазик, да читаат, бидејќи само така може да се едуцираме, да го зајакнеме вокабуларот, дикцијата и интелигенцијата секако, бидејќи читањето само може да не издигне и да не доведе до големи успеси. Така, со Андри имаме уште многу да разговараме, меѓутоа толку ни дозволува времето. Се надевам дека наскоро повторно ќе биде гостин во нашето студио и ќе промовира неговата втора, трета, четврта, пета книга и така натаму. Бидејќи секако е голем љубител на македонскиот јазик, на пишаниот збор, на читањето. Ретко еве млад човек така да се е залюбен во својата, така да кажам, професија. Андре, ти благодарам што беше гостин во нашето студио и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам многу, Ангела, и на вас за поканата. Ми представува чест и задоволство, затоа што ова е моје прво гостување и секако го скршив мразот како што се вели и се надевам дека ќе се работуваме понатаму и ќе се дружиме многу со различни промоции и со беззборни книги. Така. Довидување.